Во новото издание на Дигиталните вести, како помина конференцијата What the Stack? Социјалните мрежи ја менуваат трговијата. Ги анализираме трендовите кои ги обележуваат купувачите во 2024 година. Новата верзија на ChatGPT, револуција во вештачката интелигенција. Битката за вештачка интелигенција, Apple, Google и OpenAI во трка за лидерство. Ги имаме и сите детали за AI Tech самитот во Скопје. А ќе се запознаеме и со геймерот Кемин Рамчевски, кој ќе ги презентира неговите омилени игри. Гледајте ме до самиот крај. Добро додовте во новото издание на Дигиталните вести на телевизија. И оваа недела во 30 минути ќе зборуваме за новитетите во дигиталниот свет, па доколку сакате да бидете во тек, изгледајте не до самиот крај. Во оваа емисија, според актуелноста и новитетите, голем дел од содржините се поврзани со вештачката интелигенција и новитетите поврзани со нив, како и настаните кои што се случуваат во нашата Македонија, а се поврзани со дигиталните новитети и иновации. На самиот старт да погледнеме како помина првото издание на конференцијата What the Stack во Скопје. На 14 септември минатата сабота се одржа првото издание на интернационалната веб девелопмент конференција What the Stack во организација на невладините IT, 9, Base42 и Angular Macedonија во МКЦ. Настанот беше еднодневен, а му предходеа еднонеделни работилници во просториите на Base42. Конференцијата беше посветена на веб развојот, веб платформата и веб стандардите и беше водена од IT заедници со концептот од програмери за програмери. Целта беше да се подигне едукацијата, искуството и подобри квалитетот во работата на македонската и регионалната IT индустрија. На главниот ден публиката имаше можност на 4 сцени да слушне 28 предавачи, од кои 10 интернационални. Познати звучни имиња од светот на IT сцената, како што се Даниел Афонсо, дел од тимот на Solid.js, Атила Фасина, Google Developer Expert со веб технологии, Сантош Јадав, Google Developer Expert и дел од тимот на Angular.js, Сем Влоберг, интернет предприемач со фокус на фронт-енд технологии. Конференцијата беше направена по примерот на големите европски конференции, како што се JS Nation, We Are Developers и така натаму. А беа присутни над 500 посетители. Ова е настан што го поставува Скопје на европската IT мапа. Светско, а наше. Со нетрпение го очекуваме наредното издание, наредната година, која ќе биде поголемо и помасовно посетено. Честитки за успешната организација и следната година се гледаме пак. Социјалните мрежи стануваат клучна алатка во однесувањето на потрошувачите, а трендовите како инфлуенсер маркетингот, персонализираните препораки и одржливоста го дефинираат начинот на купување. Дознаете како овие платформи ја трансформираат глобалната трговија и што тоа значи за иднината на потрошувачите. Во 2024 година, социјалните мрежи веќе не се само алатка за комуникација, туку станаа и клучен фактор за обликување на куповните навики на потрошувачите. Платформи како Instagram, TikTok и Facebook имаат огромно влијание врз начинот на кој корисниците откриваат и купуваат производи, со пораст на директното купување преку социјални мрежи, позната како social commerce. Оваа практика е посебно популарно кај младите генерации кои сакаат брзи и лесни методи за купување. Со користење на напредни алгоритми и вештачка интелигенција, социјалните мрежи можат да ги персонализираат огласите и препораките според интересите на корисниците. Оваа персонализација ја олеснува и забрзува куповната одлука, правејќи ја подготвеноста на корисниците за купување уште поголема. Трендовите за 2024 година покажуваат значајни промени во различни индустрии, предводени од напредокот на технологијата и променливите потрошувачки навики. Еве ги најзначајните трендови за 2024. Социјален комерц, купувањето директно преку социјални мрежи како Instagram и TikTok продолжува да расте. Корисниците истражуваат и купуваат производи без да ја напуштат апликацијата, што особено е популарно меѓу младите генерации.
Инфлуенсер маркетинг. Инфлуенсерите остануваат моќен фактор во обликувањето на куповните одлуки. Се очекува пораст на микроинфлуенсерите, кои со помал број на следбеници остваруваат поголем ангажман и доверба. Персонализација со вештачка интелигенција. Компаниите ќе продолжат да користат вештачка интелигенција и податоци за да ги персонализираат производите и услугите според индивидуалните потреби на потрошувачите, правејќи го искуството поблиско и поприумчиво. Користење на содржини генерирани од корисници. Корисничкиот генериран содржински материјал ќе продолжи да биде важен со брендовите кои поттикнуваат потрошувачи да споделуваат свои искуства и рецензии, одржливост и етички стандарди. Потрошувачите, особено генерација Z, се повеќе бараат етички и еколошки одговорни брендови. Компаниите ќе мора да бидат транспарентни во врска со овие производни процеси и влијанието врз околината. Вештачката интелигенција и автоматизација. Напредокот во вештачката интелигенција ќе доведе до поголема автоматизација на процесите во различни сектори, од здравство до трговија. Метаверси и виртуелната реалност. Интеракцијата во виртуелните светови ќе продолжи да се развива со повеќе брендови кои ќе експериментираат со присуство на метаверсот, нудејќи нови начини на купување и социјална интеракција. Да го споменеме и здравствено освестување и биохакерство. Љубопитноста за подобрување на здравјето преку технологијата ќе расте. Уреди за следење на здравјето и иновативни пристапи кон подобрување на менталното и физичкото здравје ќе бидат се попопуларни. Хибридни начини на работа. Хибридниот модел на работа, кој комбинира работа од дома и од канцеларија, ќе продолжи да биде популарен, особено во IT и креативните индустрии. Технологија за одржлива енергија, потребата за обновливи извори на енергија како соларни и ветерни електрани ќе бидат во фокусот со цел за намалување на емисиите на јаглерод. Овие трендови укажуваат на голема промена во начинот на кој живееме, работиме и купуваме, водени од дигиталната трансформација и новите потрошувачки вредности. Преминуваме на новитетите во вештачката интелигенција. OpenAI ја представи најновата верзија на ChatGPT со значително подобрување во расудувањето, генерирањето содржини и корисничко искуство. Оваа верзија нуди нови можности за примена во различни индустрии, поставувајќи нов стандард во светот на вештачката интелигенција. Новата верзија на ChatGPT, развиена од OpenAI, која представува значаен чекор напред во светот на вештачката интелигенција. Моделот наречен OpenAI O1 воведува подобрување што ќе го променат начинот на користење на AI, не само за секојдневни задачи, туку и за сложени професионални апликации и креативни процеси. Една од клучните новини е подобрената способност за резонирање и разбирање на контекст. Новиот модел може да ги поврзе различните информации и да понуди поинформативни и детални одговори, благодарение на напредните технологии за обработка на природен јазик. Овие подобрувања се резултираат на тренингот со поголеми бази на податоци, кои вклучуваат широк спектар на реални сценарија. OpenAI го подобри и корисничкото искуство, овозможувајќи побрза и поинтуитивна комуникација. Сега ChatGPT динамично ги прилагодува своите одговори врз основа на интеракцијата со корисниците, со цел да ја намали потребата за повторување на прашањата. Новиот ChatGPT наоѓа примена во различни индустрии, вклучително медицината, финансии, образование и правни услуги, обезбедувајќи прецизни анализи и одговори во специјализирани области. Покрај тоа, моделот е подобрен во генерирање содржини во различни формати, како текст, слика и видео, што е особено корисно за дигиталниот маркетинг и електронската трговија. OpenAI ја истакна својата посветеност на етички стандарди, особено во однос на приватноста и сигурноста на податоците. Тие се залагаат за транспарентност во развојот на OpenAI, осигурувајќи дека корисниците можат да веруваат во безбедноста на системот. Со овие иновации, OpenAI повторно го поставува стандардот во вештачката интелигенција, отворајќи нови можности за професионалци и корисници ширум светот. Како што знаеме, Apple, Google и OpenAI се борат за доминација во областа на вештачката интелигенција, секој со различен пристап и технологија. Дали приватноста на Apple, моќта на Google Gemini или флексибилноста на OpenAI ќе го освојат пазарот. Вештачката интелигенција станува главен фактор во технолошката индустрија, а три водечки компании Apple, Google и OpenAI се во трка за доминација во овој сектор. Apple со својот нов Apple Intelligence се фокусира на приватноста и интеграцијата во своите уреди, додека Google Gemini
се истакнува со својата способност за обработка големи податоци и да извршува сложени задачи. OpenAI пак преку ChatGPT нуди висока флексибилност и мок во креирањето на содржини со пристап до најновиот ChatGPT 4 модел. Apple го интегрира својот AI систем директно во уредите, што им овозможува на корисниците брзина и сигурност, особено во апликациите како Siri и Mail. Но оваа технологија е достапна само за најновите модели, ограничувајќи ја достапноста до пошироката публика. Од друга страна, Google Gemini работи на повеќе уреди и платформи, со посебна примена во деловните кругови, каде што може да се справи со комплексни задачи, како што се анализа на големи податоци. OpenAI со ChatGPT е најдостапна и најфлексибилна операција со широка примена, особено во IT маркетинг индустријата. Секој од овие гиганти носи уникатни придобивки, но изборот зависи од специфичните потреби на корисникот. Уште сме кај вештачката интелигенција, а токму таа ќе биде и тема на годинешново традиционално издание на AI Tech Summitот во Скопје. Што најавуваат за годинава, ќе ни открие Филип Аврамчев. Поздрав до сите гледачи на DigiPlus. Драго ми е што оваа година DigiPlus ќе биде дел од AI Tech Summitот, кој што традиционално ќе се одржи во Македонската опера и балет на 3-4 октомври, по втор пат во Скопје, но сепак ова е трето издание на AI Tech Summit. После одличното прво издание во Скопје, имавме уште едно одлично издание во Малага во Шпанија. За повторно овој октомври да се вратиме во Скопје и повторно да имаме можност да на скопската публика, но и регионалната публика им донесеме еден возбудлив AI Tech Summit. Целта на организацијата на ваков самит е апликативната примена на вештачката интелигенција во одредени индустрии. Впрочем, за тоа на AI Tech Summitот и годинава, како и претходните изданија, ќе има говорници од многу различни компании и од најразлични индустрии, почнувајќи од големите гиганти како Google, Microsoft, Nvidia, па све до фирми, да кажеме, од банкарскиот сектор UBS и Volksbank, од фармацевската индустрија Takeda и Merck, од индустријата на пијалоци од Pernod Ricard, така што како одредени фирми во своите индустрии применуваат вештачката интелигенција на која поле. Исто ќе имаме и гейминг компании, ќе се зборува и за примена на вештачка интелигенција во тактика фудбалска, така што многу теми, многу интересни говорници, многу интересни панели, повторно на годинешниот AI Tech Summit во Скопје. Повторно и оваа година, многу можности за вмрежување. Годинава, за разлика од минатата година, многу повеќе имаме регионални компании делегати, од Србија, од Косово, од Бугарија, од Албанија, па дури од цела Европа имаме регистрирани веќе учесници, бидејќи самитот е веќе распродаден, така што сите компании кои што беа заинтересирани веќе се тука. Голема можност за време на паузите ќе има многу програма музичка, јадење, дружење, вмрежување со говорниците, забава на крај на самитот, така што сите што веќе купиле карти ги поканувам со ентузијазам да дојдат, а останатите да не проследат дали преку DigiPlus или одредени други емисии, социјални медиуми, да видат што се случува и можеби за до година да присуствуваат на AI Tech Summitот и порано да обезбедат карти. Со нетрпение очекуваме да ви пренесеме што се актуелните теми оваа година на AI Tech Summitот во следното издание на DigiPlus. Сега е време за нашиот микс од иновации кои што биле во трендингот минатата недела, поточно се оно што ни го подготвува редакцијата на digitv.mk. Ајде, што ти е велат за оваа недела, што е најинтересното во трендинг? The cool materials that will be popular in 2024. Glowing birch. Translucent volcanic rock. LED film screen. Acrylic lamp.
Овде малку паузираме со реклами, а пократко ве запознаваме со нашиот нов геймер на неделата и неговите омилени игри. Бидете така, се враќаме за кратко. Еве не назад во дигиталните вести на телевизија. Време е да ве подсетиме дека и овој пат можете да проверите преку скен на QR кодот кој производ е на попуст во Анход само за вас и да освоите електричен купон. Па за време на следниот прилог не заборавајте да скенирате. А денеска, во нашата рубрика посветена за геймерите, Your Game on TV, зборуваме со нов пријател кој што се пријави преку нашите социјални мрежи и не направи видео со неговите топ игри. Ние и за него, заедно со Анхоч, обезбедуваме убав геймерски подарок. А сега е време да ве запознаеме со Кевин Рамчевски. Здраво на сите. Ова е мојата топ листа на моите најомилени игри. На првото место имаме The Ezio Collection. Тука ги имаме сите три игри на Ezio, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood и Assassin's Creed Revelations. За мен лично, Assassin's Creed 2 е мојата најомилена игра што постои. Бидејќи тука се запознаваме за прв пат со Ецио и ја имаме оваа авантура со него како станува од млад дечко со никакви амбиции до лидерот на асасините. На второто место имаме Warframe. Оваа игра ми е исто така многу мила, бидејќи е со акција, исто со авантура, има неколку приказни, ама има и грайндинг. Тука се зборува буквално за неколку сата грайндинг цело времето да се добие тоа оружје или некоја козметика што можеш да се ставиш на својот Warframe. За сите тие што сакат буквално игра што ќе трае буквално, играјте оваа игра. И гратис е, не треба ништо да се плаќа. Има некои 100 милиони играчи. Need for Speed Unbound. Трето место. Зошо? Обожавател сум на коли, исто така слушам песни од A$AP Rocky. A$AP Rocky е во играта, што не очекував тако нешто да прави Need for Speed. Ама да, интересни се колите, има анимации, како од аниме да има анимации. Интересно е, има коли што се доста брзи, има коли што се викаш зашто воопшто ги ставија натри во игра, како оваа кола, например. Ама да, има некоја приказна, не е нешто вау приказната, мапата си е супер, колите има доста козметика што може да им се става, анимацијата за дрифтинг исто така е многу убава, а A$AP Rocky исто тука топ е. Batman Arkham Knight. Четврто место. Оваа игра изгледа многу реалистично. Може да се каже дека искочи пред една недела, што не е точно, бидејќи искочи пред 10 години. Да, пред 10 години. Зашто немаме вакви игри сега, како тогаш, појма немам. Ја не знам. Ама да, оваа игра изгледа многу фантастично. Исто така тука имаме за прв пат Batmobile, што може исто да го возиме. Интересно е, малце дженки се овие controls за колата, ама ќе се навикнете брзо. Ама оваа игра исто така има добар стори, Джокер тука перфекција направи исто така со анимацијата. Немам ништо лошо да кажам само за оваа игра. Единствено лошо е што немаме сиквел за ова. Или па нешто друго.
Интересно беше да се проследат оние топ игри кои што Кевин Рамчевски ги презентираше за нашите гледачи во Digi+. Му благодариме уште еднаш што се пријави и се разбира, ги поттикнуваме сите оние кои што се геймери, почетници или искусни, нормално дека можете да ни се пријавите преку било која од нашите социјални мрежи, преку Instagram, Facebook, TikTok во инбокс и некој од следните изданија се разбира да ни направите вакво интересно видео, а со тоа и да освоите убав подарок од Анкоч. Овде ве поздравувам, нормално во меѓувреме оно што го имате пропуштано, ќе можете да го најдете во целост како емисија на нашиот YouTube канал DigiTV МК. Исто така следете ги сите новитети поврзани со дигиталните информации, а и нормално се оно што во меѓувреме имаме да го споделиме со вас преку нашата веб страница digitv.mk и нормално не заборавајте да не дружите на социјалните мрежи. На телевизија се дружиме следната недела премиерно во 13. Поздрав!